Камерниот оркестар на Битола синоќа го одржа традиционалниот новогодишен концерт, одличната Джеймс Бонд симфонија, која битолчани премиерно има можност да ја слушнат во октомври годинава, кога се бараше влезница повеќе. Повторно ечеше во големата сала на Центарот за култура, која беше претесна за да ги собере љубителите на безвременските теми од филмовите за тајниот агент 007. Вечерва традиционално Камерниот оркестар на Битола го одржува новогодишниот концерт. Невообичаено за новогодишен концерт ќе биде темата Джеймс Бонд, повтор пат во Битола на голем интерес и барање на публиката. На наше огромно задоволство, веќе концертот е комплетно распродаден и се надеваме дека ќе ужива публиката во вечерашниот концерт. На концертот настапија 30 на музичари, како и солистите Ирена Димовска, Наде Талевска и Мики Секуловски. Изведувам 4 теми вечерва. Тоа се значи сите од женски солисти, бидејќи сега како што реков имаме и колега, па може од машките солисти да ги превземе темите. Значи едната е од Garbage, едната е од Sheryl Crow Tomorrow Never Dies, едната е Alicia Keys и Jack White, Another Way to Die, и уште една ќе си ја заборавам или нема да ја заборавам, Madonna, Guess I'll Die Another Day. Die Another Day. Јас треба да пеам 3 песни, нели тоа се саундтрак песни од филмовите на Джеймс Бонд. Значи ќе ја пеам од Сэм Смит, Writings on the Wall, од Крис Корнел, You Know My Name, и од Аха, една одлична тема. Така да мислам дека ќе биде одлично. Јас имам настапувано исто со Камерниот оркестар од Битола. Морам да признам дека имате одличен оркестар тука. Камерниот оркестар на Битола со концертот Джеймс Бонд симфонија пред неколку дена настапи во Скопје, каде најден огромен интерес од самата публика, а вечерва ќе настапат во Кавадарци, со што ќе ја заокружат концертната турнеја за оваа 2016 година.